Гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е етнологот Александар Цветковски од Заводот и музеј Прилеп, со кој што ќе поразговараме околу обичаите и јадетите кои што нашиот народ ги практикува за овие предвелигденски и велигденски денови, особено оние обичаи и јадети кои што ги имаме во Прилепскиот крај. Господин Цветковски, добре дојдовте во ова ваше прво гостување за емисијата Инфорегион. Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Како што најавив, ќе поразговараме околу оние обичаи и јадети кои што ги имаме навистина многу во нашиот регион, особено за овие празници. Па од кога започнува припремата за овие обичаи и на каков начин? Започнува уште од чисти понеделник, одма после прочка, со тоа почнува големиот велигденски пост, најсветиот пост во христијанството, за граѓаните, а за свештениците Петровденскиот пост, тој најстрогиот. Значи, тогаш 40 дена луѓето ритуално треба да се припремат Велигден да го дочекаат чисти. Посебните подготовки сепак паѓаат во таа последна недела пред Велигден, започнувајќи на цветници. Значи, тоа е таа големата недела, затоа што сето тоа е поврзано и со со христијанската пасхалија, значи како се податоците наведени во Библијата. На цветници се знае кај си е именден вообичаено и то мощне силен, да се каже, именден, каде што се јадат постни сладки, но еве овие 2 години не го дочекавме ни тој именден, значи, освен со честитање. Потоа на чисти понеделник, значи, започнуваат, во понеделник започнуваат припремите. Кај нас обично бараме да купиме јагнешко месо, кога ќе дојде сето тоа. Ритуално нема некој посебен ритуал, освен што почнуваат да се месат пити, колачи како припрема за самиот Великден. Во вторникот еден забележан обичај кој се практикувал кај нас, тоа е беседата со мудрите девојки. Значи, тогаш родителите треба на девојките да им кажат некои совети и велат пред Великден, во вторник пред Великден, тие совети се фаќале вообичаено. Средата е единствен забележан позначаен обичај е правењето на пита со зелка, кое се јади во среда, тоа е пак во врска со библиската митологија. Во четвртокот наутро, уште пред изгрејсонце, се вапцуваат јајцата. Прво се вапцува едно божарчето, кое му е посветено на Господ, после се вапцуваат уште 2. Едното е за семејството, а едното во минатото за на нивата, а денеска обично за бизнисот, така луѓето велат. Исто така, значи, има тука многу обичаи, во тој еден обичај има многу обичаи. Во среда, например, уште ноќта треба да се измијат јајцата, купените јајца со ладна вода. Обично ладната вода треба да биде неначната, залејана од некој извор и обично тоа го прават девојкињата. Ставале порано во таа вода и некои треви, како што е здравец, дебелика, за луѓето да биле здрави и дебели цела година. Тогаш во минатот така се сметало дека дебелите се здрави. Јајцата треба да ги јади се, барем првото јајце до мајчинката, и таа треба да биде ритуално чиста. Таа треба да ги постела сите денови од прочка, значи до Великден, и вообичаено домајчинката е задолжена во минатото тоа било да направи црвена боја, која се нарекува броч или врзило, уште го викаме, а тоа се прави од коренот на една овде билка, растение, а понекогаш дури го увезувале, го носеле од Крушево и од повисоките места, и тоа дава прекрасна црвена боја во која треба да бидат бојосани јајцата. Тој ден, значи, мора да се чека првото изгрејсонце, обично јајцето се става да го види првото сонце, некаде се става во скршена црепна првите 3 јајца, а некаде се става, значи, на дирекот од куќата, зависи на кое место во Македонија луѓето живеат, и тука се гледа поврзаноста на тоа јајце со сонцето или култот на сонцето. Во петок се вапцуваат жолти јајца по народното верување, затоа што тогаш на Христос му пукнала жолчката или тој починал во петок, што е согласно со Библијата.
Сабота е припремата, значи за самиот Великден, тогаш се припрема курбанот, значи јагнето во суштина е избавна жртва, како што знаеме Мојсие, наместо да го заколе својот син, заклал јагне по кога Господ му ја запрел раката и затоа ние со тоа символизираме дека Христос се жртвувал за нас да не спаси луѓето. И во недела се започнува, големиот ден започнува, уште наутро, после полноќ, значи можеме да кажеме од сабота на недела, кога луѓето одат да земат огин од црквите, а свештениците чекаат свеќите наводно самите од себе да се запалат и тој огин ние го земаме и во поворки го носиме во своите домови да гори за сите 3 дена Великден, колку што се слави недела, понеделник и вторник. Тогаш се изведува и литие или опход околу црквата, а кај нас во Прилеп има еден многу стари убав обичај, дека скоро сите се излезени од млади до стари, одат во црквата, земаат огин и може да се види, например, на некое темно место, како што е Архангел Михаил, дека имаме како една цела поворка од светло кое свети во ноите и тоа многу убаво изгледа и посебно остава впечаток кај младите деца кои го усвојуваат тој обичај. На утро се замрсува, се вели дека се замрсува со врапчи, а после тоа се јаде и друго. Некаде се јадеат и птици, например, како кокошка, но главно јадење е јагнето кое се јади само до ручек. Наутро го имаме одењето во црква исто, одењето на гробишта, зависи кој дел од Македонија, за кој дел зборуваме. Го имаме познатото кршење со јајца и каснување на првото јајце, обично најмладите. Предходно со тие црвени јајца уште на Вели четврток почнуваат, но и во петок, и во сабота, и во недела се почитува тој обичај. Го имаме капењето на децата со црвено јајце, за да бидат здрави цела година, триењето по образите, а исто и на момите им се тријат со црвеното јајце образите, за да биле поубави, полични и да светеле. Во својата руба момите во минатото го ставале црвеното јајце за рубата да их свети. Знаете, тоа е во врска со урокливите очи. Луѓето треба да гледаат во рубата, не треба да гледаат во невестата, за да не ја урочат и тука јајцето помага. Исто така имаме провинање на јајцето низ кошулата на некоја која треба да се породи, за лесно да се роди детето, а имаме уште сијацето обичаи од минатото, кои денес многу малце обстојуваат, а тоа е кршење на јајце од рогот на волот, за да се сочува стоката, лепење на лушпите од јајцето по шталите, закопување во земјата, но со тоа јајце се прават и многу магии. Например, на Велики петок се чекало да црна кокошка да снеси јајце и тоа јајце се ставало во пазувите и се чекало додека не се испили пиле. Тоа пиле се викало мамниче и со помош на тоа пиле им го одземале млекото на комшиите. Тоа е малце еден комплекс антисоседски обичаи. Ден денеска можете присутен барем во Прилеп, за жал. И се прават тогаш многу и црни и бели магии и во петок посебно имаме една љубовна магија забележана во Прилеп со јајце од штрк. Тогаш момите правеле магии за да ги засакаат одредени момци и да бидат со нив цел живот, како што се штрковите заедно цел живот едни со други. Значи, сите овие обичаи се народни, воопшто не се црковни. Да, тоа сака да ја прашам. Овие обичаи се навистина интересни, но се ги практикува народот, а се косат со на црковно предание или со она што го проповеда црквата. Како настанува еден ваков народски обичај кај народот? Кој бил мотивот за да се создадат и се родат овие адети и обичаи? Обичаите настануваат со повторување. Тие се многу стари уште од преисторијата и ние без обичаите не би биле луѓе. Ако секој човек зеби да мисли за она што го работим, нема никаде да стасаме, ние правиме како што гледаме дека треба. И така вели народот, така треба, така правиме. Овие обичаи постојат многу пред христијанството, значи со илјадници години пред христијанството и тие се врзани со самото верување, например, во јајцето. Еве,
Светот настанал по народните митологии од јајце. Небото е белката, жолчката е самата земја. Дури тоа се одразува и во великденските обичаи порано. Јајцата се јаделе само белките, а жолчките се оставале за болест. Значи, неколку дена да стојат за болни луѓе, по тоа ја гледаме таа дихотомија на јајцето, дека го имаме како небото и земјата. Исто така, гледаме поврзаноста, значи верувањето, еве во грчката митологија. Богот Ерос е роден од јајце. Значи, вечерта, замислена како жена, нези се додворувал ветрот. И од таја врска во мракот е роден Ерос од јајце. Исто така кинескиот Панга е роден од јајце, Брахма е роден од јајце и од гускиното јајце Ге исто така настанал светот по египетската митологија. Значи, самото верување за луѓето кои не можеле некојаш да си објаснат како тоа наемна се раѓаат јајца, луѓето се плодат, знаете, во детството на човештвото немале тие таково ниво на абстракција како што го имаме сега ние, па тие морале на некој начин да си го објаснат. Го објаснувале точно на тој начин, значи давајќи им некои функции кои не постојат. Летото и зимата од секогаш биле одделувани со пролетните обичаи. Значи, пролетниот и Великден е пролетен обичај. Великден е првото полно месечие пролетно. И паѓа од 4 март до 8 мај. И ние подоцна сте го поврзале со еврејската религија, во која Христос бил роден на 14 Нисан. На тој начин, значи, народот му придавал и оние стари значења кои ги имале, а црквата се трудела да го наметне тој обичај, но луѓето не ги оставале старите обичаи. И ден денес, нашата религија, така наречено, се состои од 99% од пагански обичаи и само 1% од христијански обичаи, затоа што христијанството е сепак старо за нас, овде кои сме не повеќе од 15-16 века, а претходно со илјадници и десетици илјади години сме верувале во нешто друго. Сака да кажете, овие обичаи се една компилација од пред христијанството и после христијанството. Апсолутно. Значи, сите обичаи пред христијански, барем 90% ги прифаќа и христијанството. Дури и старите храмови на одредени богови, кога не биле пагани, таа ги зема, само им дава ново име од христијанската митологија. И не може туку така црквата, па која и да се бори со старите предавања. Зато тие со тие преданија ги почитува, не ги прифаќа, но не излегува и против нив. И така, секаде во светот е исто, значи не постои некоја поинаква религија, освен тоа се нарекува синкретска религија, во која живеат елементи кои се вчера настанати и кои се со десетици илјади години кои стојат. Главно за нас Великденот е поврзан со цикличноста. Значи, зимата која е време на смрт во минатото. Многу луѓе умирале ако немале храна. Сега е лесно. Доаѓа камион од било каде и носи жито и се што ни треба. Но во минатото не било така. Луѓето биле исплашени од зимата и со душа ја чекале пролетта и затоа тие ја славеле. Но има верување дека сонцето воопшто не мора веќе да дојде оваа година и да настане помор, како што имаме во многу религиски верувања. Тоа е затоа што луѓето се грешни. И затоа точно ние 40 дена постиме за да го дочекаме Великденот ритуално чисти. Добро, тоа е и предание од црквата. Да, тоа е од црквата, но постот постои. Постот се нарекува Нестеја, го има уште во Стара Грција. И точно се случува Нестејата во овој период. Во овој период, например, се римските сатурналии. Можеме во денови е разликата, заради тоа што црквата го разбила онај природен календар кој го имала пагански и му го наметнала христијанскиот календар. Инаку, ние скоро за секој ден имаме светец, а тие се сите светци поврзани со старите пагански демони и богови кои некогаш не ги имале. Дури и самиот Великден и самото блосоење со Дадај Господ, Дадај е поврзано со еден словенски бог кој се вика Дајбог. Тој е бог кој дава најчесто, а тоа е второто име на богот Перун, главниот словенски бог или богот Громовник. На сам Великден се даруваат лазарките со јајца,
а лазарките се задолжени секогаш за да го молат Перун, да не паѓаат громови и град во време на летниот период, да не му го уништи житото. Значи, гледате, во народната митологија си постои еден календар кој ден денеска живее во нашите глави. Да, ние сме христијани и може би паганските обичаи пополека ќе ги снемува, христијанството ќе се добива на тежина, но ние сепак не можеме да кажеме дека во цел свет, не само кај нас, постои една религија. Тоа е компилација од религии. Самото христијанство имаме толку светци. Што се светците во својата природа? Светците се некогашните богови кои му служеле на Зевс, кои му служеле на Марс, кои му служеле на Перун, кои служеле на Тиамат, на главните богови кои постоеле некогаш во историјата. Значи, од тоа ние не можеме да избегаме, барем, па би рекол, на следните 10.000 години. Како што кажаме, дел од овие народни обичаи се коса со на црковно предание. Колку од нив се зачувани, колку се останати да се практикуваат денес? Ги имаме, како што кажеме, стотици обичаи. Па ги има. Има некои обичаи, значи зборуваме за вера и верско поведение. Од една страна имаме вера, луѓето веруваат, но како се однесуваат во врска со верата, тоа е друго прашање. Значи имаме званична вера, тоа е одењето во црква, одењето на гробишта и она што го е поврзано со христијанската доктрина, но имаме и друго верување, како она што реков, ова чини да се прави, ова не чини, ова прави го, ова не прави го. Така ние велиме во народот и тоа е сето поврзано со тие обичаи и тие се мощни живи. Еве на Велики петок луѓето ден денес ги метат куќите и ги мијат ногалките, значи ги светнуваат со крпа ногалките на столиците и ногалките на масите за секое зло да се изгони од куќата. Ден денес невестите ги метат дверовите, тие не ги метат за да бидат чисти секој ден, туку некој да не им направил или да им фрлил магија во текот на претходниот ден, па тоа сето мора да се измети, значи и да се изфрли на место каде што не се поминува, ние што би го нарекле вакантно место. Имаме и ден денес прават љубовни магии, значи кај нас во Пелагонија посебно е познато дека има, ги нарекуваме жени, оџите тоа го прават и некои свештени лица кои врзуваат магии, одврзуваат магии, црни, бели, бајат за заштита, прават мајли и тоа е многу развиен бизнис кај нас во Македонија, макар тој е невидлив, никој не го признава, но од сондажите што ги имаме на терен во социјалната култура, ние знаеме дека тоа сепак постои. Како што е молење или магија се прави за да имаш среќа, например, луѓето кои играат на лото или кои играат спортска прогноза, сите веруваат во тој концепт на среќа. Значи, додека е човекот смртен, додека на човекот му требаат пари и додека на човекот му треба здравје, секогаш ќе ги има тие магии и некој тип на одговор на твојот проблем. Значи, подобро е нешто да направиш, па дури да ти изгледа безсмислено, отколку ништо да не направиш ако имаш проблем, болест, немаштина на пари. Значи, додека луѓето се такви, секогаш ќе има и гледачки на кафе, ќе има и гатачки, и бајачки, и кушачки, и видачки, и луѓе кои сечат магии, и луѓе кои прават магии, ќе има лечење од дуплав, од далак, од сугребиње, сето она што постоело пред илјадници години, ден денеска постои и се уште е живо, тврдам, макар станува помалку невидливо за камерите и за јавноста. Овие обичаи што ги спомнуваме се карактеристични само за Пиревскиот регион или ги има во цела Македонија и во останатите држави? Во градовите обичаите се намалуваат или се менуваат. Еве, например, за Бадник измислија бадникарски кум, кој никаде го нема, не постои таква работа, но го измислија, еве, или измислија за Халовен, прослава на Халовен, кој никогаш не се славел кај нас се вика таа ноќ на вештерките, кај нас се вика Дуовден, например, обично, или измислија го слават празникот на љубовта, например, Свети Валентања, кај нас тоа е Свети Трипун. Значи, секојаш луѓето ќе се измислуваат нови обичаи, новите на обичаи постојано настануваат. Па ако земеме и новата година, ако земеме Божик, сите се тие измислени од индустријското општество во 19 век. Дедо Мраз прво имал плава наметка и најмногу се славел во Русија, дури подоцна стадал еден западен бренд со кој дури и Кока-кола се реклам. Да, инаку тој е руски изум, Дедо Мраз. Подоцна, значи, ги зема атрибутите на Свети Никола.
Така, значи, обичаите не се мртви, тие воопшто се менуваат. Кај нас во Македонија се почитуваат обичаите, а Прилеп е еден од најголемите центри на почитување на обичаите, што покажува, например, дека ние имаме маскирани поворки за прочка, и само струмичани имаат на тримери 3 дена потоа, а секаде се маскираните поворки во друго време. Значи, тие кои биле по Вардарска долина имале многу поголемо византиско влијание, а кај нас како малку настрана од сите тие збиднувања, кај нас се задржал многу повеќе тој народен календар, а со тоа имаме многу повеќе, ајде некој би ги нарекол празноверие, јас би ги нарекол народни стари обичаи или сурвивали, кои некогаш имале своја функција, нешто регулирале, но денес останале само како форма, не знаеме што регулираме. Како кога баба ќе ни каже фатил бесот, кој е тој бесот? Значи, тој е некој бог, демон бес, кој некогаш постоел и ги регулирал децата да бидат помирни. Тоа останало во нас. Значи, сака да каже дека и во минатото, и сега, тој во иднина, обичаите нема да престанат да се создаваат, но кој е интензитетот? Дали порано ги имало повеќе, а сега ги има помалку? Како се создава еден обичај и како понатаму после тој се практикува од генерација на генерација? Денес ги има многу помалце, се разбира. Во минатото човек не смеел да излези од куќа ако не ги знаел обичаите. За се било сврзано некое табу, тоа е забрана. Например, млада девојка не смеела да оди во шума. Тоа било вакавно место, забрането место. Не смеело да се јаде грозје пред одреден период. Не смееле да се јадат јаготки пред одреден период. Например, еве, ако трудница касни грозје пред времето да стаса, тогаш детето ќе имало, наводно ќе имало некој белек на него. Не смеело да се оди на многу места како што се џубришта, како што се гробишта, тоа се вакавни места или опасни места во кои се демоните многу активни. Не смеело во одреден временски период да се седи под дрво, затоа што дрвото е сеновито, тука се духовите. Не смеело многу да се игра со животни, например со кучиња во одреден период, затоа што демоните на предците биле во нив, например како што е за Василица, затоа и викаме ги тепаме пците на Василица. Системот на табуа бил толку развиен, што навистина било многу тешко да се снајде човек во секојдневниот живот. Денес тие табуа ги снемува, многу малку има табуа. Останати се табуата во социјалната култура, например, табу да се вика на постари, да се вреѓаат постари, за непочитување. Имаме, например, табу да биде дете во темно место. Денеска, например, ако во сосема безбедна просторија, ако има едно темно место и ако мало дете замени таму, мајката инстинктивно станува да го тргне од таму, иако знае дека нема опасност. Тоа се сето остатоци и сурвивали од поранешните табуи и забрани кои многу ги имало, а сега ги има малце. Главно, во градските средини многу помалце има обичаи, многу помалку се почитуваат. Во селските средини и во малите градчиња, значи паланките, многу повеќе се почитуваат. Не заради друго, тоа е еден начин за разликување, ние да се разликуваме од другите, бидејќи во суштина на човечкото суштество е да се разликува од другите спрема адетите, обичаите и свеќањата. Јас мислам дека прилепчани тука многу се разликуваме од многу други, предњачат исто така охриџани, но и битолчани тука не се далеко. Од што зависи тоа колку ќе трае еден обичај? Што го определува неговото време траење, згаснување, модифицирање и раѓањето на нов? Значи, многу го одредува, има различни фактори. Еве, например, сите обичаи од пред 1990 и после, тие се видоизменија. Сите обичаи во кои има давање пари, кога да речеме децата одат во опход на куќата, еве како за Великден, дечињата, родителите со дочињата или дедото со внучињата оделе да ги посетат сите роднини и пријатели. Значи тој обичај многу се издигна после 1990-та. Или прочка, исто е издигната после 90-та. Пред 90-та ние само одевме во прочка маскирани по куќи, кај своите роднини, а сега гледаме дека имаме јавни манифестации. Значи, сите обичаи кои се добри за туризмот, кои се добри за јавност, кои можат да придонесат некој да се појави во јавноста, сите има добиено на тежина. Обичаите кои се сврзани исто така со пари, обичаите кои се сврзани со гробовите и гробиштата исто така се зголемија, а другите
обичаи, оние народни, за кои треба малце труд, например месењето, козињак, еве, денес многу не месат козињак, Си купуваат од кетери. да, си купуваат, а порано ги меселе сами. Значи, не е поентата во тоа да се купи. Секој може да купи. Поентата е чистата домајќинка да го направи тоа. Тоа да биде замесено со чиста вода, со чисти растенија како здравец, како дебелика, како пупки од некои пролетни дрва да се стават и да се стави житно зрно едно во сето тоа. Тоа е поентата за здравје на куќата. Тука е религискиот елемент. Ако тоа го направам, јас сум обезбедила цела година семејството да ми биде чисто, здраво и успешно. И купувањето е во ред да купите, но сепак самото месење и тој чин ви дава едно чувство на светост. Ве припрема за големиот празник, за Великден и верувајте, ако вие се припремате последната недела, многу поубаво ќе го дочекате Великден, многу подостоинствено, бидејќи вие сте ритуално чисти. Па ние знаеме дури за најтривијалните работи, поинаку се чувствуваме ако сме облечени и чисти отколку ако не сме. Тој е обичај, например, за Великден. За Великден единствено се купувале чевли во годината. Кој кога некому во минатото купил чевли? Го чекале Великден за да се купат жолти чевли, така се вели. Го чекале Великден да се најадат, да замрсат, да почнат да јадат месо, јајца, значи мрсно. Го чекале Великден како свечен момент од кој навистина почнува онај дел, убавиот дел од годината, веќе имаме плодови, веќе имаме Па и зеленило. ние сеќаваме како деца специјално ни купува облека, што велите, чевли и се останато да ги носиме токму на тој ден. Точно, тие се купуваат на Велики петок во суштина. Затоа и на Велики петок имаме панајѓури овде во Прилеп, го имаме панајѓурот околу Стара црква. Во минатото панајѓурот бил горе под Архангел Михаил и тоа било под директно покровителство на црквата. Тој бил панајѓур од каде што знаеле луѓе од цела Македонија и подалеку да дојдат. Значи не само оној што бил на Митровден, Митровденскиот, туку и овој помал панајѓур во годината го бил посетен од многу луѓе. Таму се купувала облека во петок, затоа што петокот е посебно врзан со текстилот, со ткаенините, бидејќи во петокот, кога Христос умира, тогаш е неговото распнување, тој е покриен со плаштеницата. Таа плаштеница е онаа плаштеница која поповите, значи свештените лица ја покажуваат во сабота ноќта кога со плаштеницата одат околу црквата. Гледате како е се поврзано со народното верување, со самите ритуали кои се изведуваат секојдневно. Например, црквата не ви вели купете вие во петок алишта или чевли, но тоа ќе ви го направи, па најдурот ќе ви го организира, па веројатно и дека ќе купите. Не мора нешто да се каже за да се изврши. Народот самиот си знае како ги работи тие работи. И ме радува што обичаите се уште не стануваат, имаме современи обичаи, например, исто. Како што се обичаите за славење на матура, славење на родендени, славење на новороденче, нови обичаи за крштевање, викаат дека ги менуваат старите обичаи, но зошто не и нови обичаи? Самиот обичај е добар за човекот. Тоа значи дека тој, што би рекле во народот, не е како пашитно говедо, да може да прави што сака, туку дека има некои рамки на нашето однесување. Ова е посебно битно во денешно време. Еве, например, имаме ситуација со ковидот, кога сите се на работ на живците, ако тие немаат некој репер, некоја рамка како да се однесуваат, тие можат да се однесуваат неадекватно, да се однесуваат антисоцијално против самото општество, да предизвикуваат уште повеќе револт. Кога човек знае дека не е се дозволено, дека има правила, дека има обичаи, сепак тоа им го вкалапува однесувањето на луѓето и има големо позитивно влијание врз групниот социјален карактер на граѓаните. Господин Цветковски, ви благодарам за ова интервју. Драги гледачи, се надевам дека оваа емисија ви беше навистина интересна. Слушнаме за многу обичаи кои што можеби некои од нас и ги подзаборавиле, некои се почитувале во минатото, но како што кажа и самиот етнолог гости во нашата емисија, дека обичаите нема никогаш да престанат и дека и во 21 век се раѓаат нови кои што се почитуваат. Уште еднаш ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам за приликите да ги обавестам вашите гледачи за вакви моменти кои не често може да се зборува за нив. Со повеќе содржини се гледаме во наредното информативно издание на Инфорегион.